Dobro večer, dragi moji tetovčani. Dobro večer, ВМРО ДПМНЕ. Dobro večer za коалицијата за подобра Македонија. Уште десетина дена, драги мои, до големата историска победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. До големата победа на Македонија. Драги пријатели, на десетина дена пред довршување на оваа кампања се исцртуваат неколку работи. Прво, дека убедливо ќе победи ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Таа победа е изработена со минатиот труд, со многуте проекти, со големата посветеност за овој народ, за овие граѓани, за оваа држава, од страна на ВМРО и на коалицијата за подобра Македонија. Таа победа е изработена со сите оние проекти и дела кои ги ветивме во нашите минати програми и кои ги реализиравме, ги остваривме, ги исполнивме, го одржавме дадениот збор. Таа победа е изработена и со над 160.000 ново отворени работни места во Македонија, отворени во овие 10 години, со запирање на трендот, на постојано зголемување на невработеноста, кој што се претвори во нов тренд на намалување на невработеноста и отворање на нови работни места континуирано во Македонија. Таа победа е изработена со многу други проекти што беа направена, но таа победа доаѓа и од квалитетот и реалноста на новата програма на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, наречена реално. Од над 500 страници, долго подготвувани, обмислени, прерачунати, реални проекти за нов напредок, за нов прогрес на сите граѓани во Република Македонија. Драги пријатели, сите луѓе во Македонија, целиот народ е во исчекување да завршат изборите и со тоа да заврши политичката криза. Сите сакаат завршување на политичката криза и политичка стабилност. Но, драги пријатели, завршувањето на кризата е условено од добивање на 63 пратенички места на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Затоа што тоа е најсилната гаранција дека кризата нема да продолжи. Затоа што тоа е најсилната гаранција дека ќе дојде крај на таа криза, ќе дојде крај на сите обиди на Зоран Заев, на СДСМ и на нивните сценаристи да престанат да го прават тоа што 2,5 години го прават на Македонија. Да престанат да веруваат дека со распродажба на државните и на националните интереси на Република Македонија ќе се доберат до власт. Да престанат да веруваат дека власта ќе им ја даде некој од надвор, некој од горе, како што Заев тоа го нарекува во СМС пораките до мен духтачи. Да престанат да веруваат дека премиер може да те намести некој од надвор. Затоа што во секоја демократска држава, во секоја една држава во Европа, премиер се станува ако мнозинството од народот така одлучи и мнозинството од народот на отворени, фејр и демократски избори те избере за премиер. А не да чекаш некој од надвор или, како што тој го нарекува, некој од горе да те донесе за премиер. Драги пријатели, СДСМ ќе претрпи 10 поред пораз, затоа што го подценуваат народот, го подценуваат со многу лажни ветувања, со многу неостварливи ветувања, како што е, например, нивниот проект со кој што му ветуваат на народот дека ќе добие уште една плата од 500 евра годишно
со нивниот модел за ДДВ-то. А не му кажуваат дека за да се дојде до тие 500 евра, треба секој човек да потроши месечно, секој месец, цела година, значи 12 месеци секој месец, да троши по најмалку 2000 евра, за да дојде до тие 500 евра на крајот на годината. Па кој, драги пријатели, во оваа држава троши по 2000 евра? Нашите граѓани дали трошат по 200 евра во просек, а не по 2000 евра? Зошто си игра мајтап со нашиот народ? Зошто го поценува? Зошто не му каже дека за да се дојде до 500 евра 13-та плата, како што тој нарекува, или уште една плата во годината, секој човек треба да троши по над 2000 евра? Зошто им пресметува по 18%, кога 2/3 од парите што нашите луѓе ги трошат на производи или услуги кои што не се 18, туку се 5% ДДВ, како што е храната, електричната енергија, водата, јавниот превоз, компјутери, лекови и така натаму и така натаму. Тоа се работи кои што ги направи ВМРО ДПМН. Во минатото повеќето од овие работи беа на 18%. ВМРО и владата на ВМРО ги донесе да бидат на 5%. И сега сите оние граѓани со примања што се месечни по 200 или по 300 евра, 2/3 од своите пари ги трошат на стоки и на услуги кои што се на 5%, а не на 18% ДДВ. Драги пријатели, исто така внесува забуна во пресметката. Тие што тоа го ветуваат е дека прво се што се троши, ќе се троши на 18%, а не како што е во реалноста 2/3 на 5%. Второ, на сите расходи што ќе се направат и трошоци, прво треба да се стави 5%, може би за 1/3 18%, а потоа на таа сума што ќе се добива да се пресмета 15%. И ќе видите дека на крајот дали излегуваат 3, 4 или 5.000 денари. Тоа е таа приказна. Тоа не се исто така пари за подценување, но не се 500 евра, не се 30.000 денари. Зошто повторно го лажат народот? И на крајот и тие пари нема да се добијат. Затоа што Заев, ако искрено планираше тоа да го прави и да враќа дел од средствата што народот ги уплаќа во буџетот, ќе го направеше тоа во Струмица. Па таму народот плаќа секоја година данок на имот. Па таму народот плаќа комунали, тие што си градат куќи, физички лица или правни лица, или градат компании или нешто друго. Зошто во овој период кога тој е градоначалник, тој е таму на власт во таа општина цели 11,5 години. Зошто не им вратил 15% од изворните приходи од граѓаните, од даноците на имот или од комуналиите, и тоа се еден вид давачки, за да му поверуваме дека ќе враќа ДДВ, односно 15% од износот што граѓанинот го плаќа за ДДВ. Драги пријатели, не само што износот е многу помал, не е 30.000, туку е 3-4.000, туку ни тие средства тој човек нема намера да ги дава. Само ги лажи луѓето, ги мами за да купи гласови, за да ги превари и да дојде на власт, и потоа ќе си тера по негово. Истата таа нереалност, истото тоа подценување на собствените граѓани се гледа и преку други нереални и неостварливи ветувања. Например, им ветува на луѓето дека кога ќе дошле СДСМ, тој ќе донел живот преку тоа што ќе донел фабрики во Македонија. Луѓето ќе се вработеле, ќе се спречело иселувањето, па уште згора на тоа и диаспората ќе ја врате од Америка и од Европа и ќе ја вработил во Македонија. Па кој да му верува на тој човек, кога таму каде што 11,5 години на власт во општината Струмица, една фабрика нема донесено. Тој во Струмица не донел фабрика 11,5 години, па на вас во Тетово ќе ви донел вас да ве вработува.
Кого лаже, кого поценува, кој во овој град и во оваа држава ќе му поверува. На времето, пред 6-7 години ги лажеше Струмичани со тоа што дека ќе направи индустријска зона и дека таму ќе се вработеле 7-8 илјади Струмичани и ќе се изграделе фабрики. Одете да ја видите зоната во Струмица. Тоа е една ледина, една ливада, каде што може да сретнете се и се што. Може да сретнете некој зајак, или некоја крава, или некоја овца како паси. Ама фабрика не можете да видите. Тоа се инвестициите што Зоран Заев ќе ги донесе на Македонија. И затоа, драги пријатели, кога ви вели дека тој ќе ги вработи сите и ќе го спречи иселувањето, сменете ја програмата. Не заслужувате да бидете лажени. Не заслужувате да бидете подценувани. Ке му вратите на 11 декември да види со кого си има работа. Тогаш ќе види со кого си има работа. Овој народ, може би дел од него и да е сиромашен, може би дел од него и да не е највисоко образован, но е мудар и знае да процени кога некој си поигрува со него. Знае да процени кога некој го подценува, мислејќи дека е толку будала да поверува на се и се што. Или да речеме, најновите ветувања дека социјалната помош ќе ја направил повисока и од минималната плата. Сосема нелогични работи. Па не треба да е човек економист за да знае дека социјалната помош не може да е повисока од минималната плата. Па тогаш еден куп луѓе ќе седат дома и наместо да работат за минимална плата, ќе примаат повисока социјална помош. Кај го има тоа и во која држава? Кого замајува? Зошто ги лажи луѓето? Зошто ги подценува? Затоа казната ќе му дојде на 11 декември. Или да речеме, она работа што ја извади дека ќе ја зголемил просечната плата на 500 евра. Прво да ви кажам, драги пријатели, што се случуваше со просечната плата во овие 10 години. Во 2006 година просечната плата беше околу 13.000 денари или приближно околу 210 евра. Денеска таа е околу 23.000 денари или околу 370 евра. Значи, еве во евра е полесно, од 210 се зголеми за плюс уште 160 и дојде до 370 евра. Но тоа, драги пријатели, не се работи и не се прави со декрет, одлука или закон. Тоа се прави со намалување на невработеноста, со носење на нови компании, со носење на нови фабрики кои ќе отвораат нови работни места, ќе се намали невработеноста и ќе се принудат работодавачите за да ги задржат вработените, да не им отидат во новите фабрики, во новите компании, ќе им ги зголемуваат платите за да ги задржат кај себе. Тоа се прави на таков начин, секаде во секоја пазарна економија. И тој тоа го знае. Но игра на картата дека може би некој од вас не го знае или нема малку од малку да поразмисли. И ве мами дека веднаш ќе се дошло до 500 евра плата. До 500 евра плата е просечна еден ден ќе се дојде во Македонија. Може би во овој мандат, ако се намалат политичките кризи, ако работите одат добро, може би ќе се дојде блиску до тоа, или повеќе од тоа. Но срамота е да се ветува кога однапред не се знае. Срамота е на луѓето да ги лажиш дека точно до толку ќе дојде. Затоа што тоа не зависи од одлуката, тоа зависи од успешноста да се донесат инвеститори и да се отворат нови работни места. А токму тука ВМРО ДПМН се покажа најуспешна. Токму ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се тие кои што донесоа најмногу инвеститори во Македонија. Ние сме тие кои Македонија ја направија да биде наместо 94-та, 10-та во светот и 5-та во Европа според добрите услови за правење бизнис, што е основната работа да се привлечат инвеститори. Ние сме тие што Македонија ја направивме држава со најниски даноци во светот.
И тоа е еден од основните услови за да земјата е атрактивна, за да доаѓаат инвеститори, за да домашните инвеститори се охрват и отворат нови работни места. Така се намалува невработеност, а преку намалување на невработеност се доаѓа до повисока просечна плата. Тоа е реалноста. Тоа е честно кажување на луѓето. Тоа е искрен пристап кон нашиот народ, кон граѓанинот. А не да ги лажеш ке биде 500 или 1000, па на одмор ќе си оделе, пушти и филмови им прави како да си ги потрошиле парите. Демек веќе он ги обезбеди 500 евра на мажот, 500 евра на жената, 1000, и сега да не се мачат да размислуваат, човекот почна да размислува и како ќе ги потрошиле. Ќе оделе на одмор, ќе имале за ова, ќе имале за она. Тоа е циркус. Тоа е флагрантно лажење на собствениот народ. Тоа не смее да помине во Македонија. Треба да се испрати порака на 11 декември дека овој народ е мудар и не подлегнува на едни обични измамници како Зоран Заев. Токму затоа, драги пријатели, велам, СДСМ ќе претрпи 10-ти поред силен пораз. Затоа што, како што реков, дава лажни и нереални ветувања и си го подценува собствениот народ. И второ, затоа што прифаќа туги агенди за некои да ги донесе на власт, затоа што не веруваат во собствениот народ, затоа што не сакаат да му служат на собствениот народ за тој да ги донесе и да ги одржува на власт. И затоа што планираат да воведуваат работи што некој однадвор им ги побарал, а тие ги ветиле со договор: јас тебе ќе ти помогнам за премиер, ти мене ќе ми помогнеш за да се воведе кантонизација, двојазичност на цела територија или нешто слично. Промена на устав и слично. Затоа, драги пријатели, затоа ќе го претрпат 10-тиот поред пораз. И затоа што не држат до дадениот збор, затоа што континуирано даваат изјави и ветувања и постојано ги менуваат и лажат. Затоа што за нив зборот не вреди ништо. Денес ти кажуваат едно, утре како да не сте правиле разговор, сосема друга приказна. Такви луѓе не треба да добијат доверба. Такви луѓе не може да ја водат Македонија. Македонија нема да дозволи такви луѓе да бидат на чело на државата, бидејќи Македонија не го заслужува тоа. 10-тиот изборен пораз ќе го претрпат и затоа што немаат тим, немаат економски тим, немаат здрава економска програма. Имаат еден памфлет кога видоа дека ние направивме силна програма, кога видоа дека извадивме програма од над 500 страни, направија еден памфлет колку да го покажуваат, колку да вадат нешто со целосно нереални работи, извадени од ракав, без пресметки, лаги, невистини. Тоа нема да помине. Тоа ќе допринесе за нивниот нов пораз. Драги пријатели, она што исто така и што исто така може да со сигурност ќе допринесе за нивниот пораз е нивното кокетирање со гласовите на нашите сограѓани, на албанците, со укажувањето дека ќе направеле двојазичност на цела територија. Албанците во Македонија имаат можности за користење на нивниот јазик на скоро сите места што се потребни за еден граѓанин албанец да може да си заврши одредена работа. Но давањето на еднаков статус на македонскиот и албанскиот јазик ќе произведе проблеми. Ќе произведе проблеми кога еден полицаец ќе стопре некој македонец и ќе му зборува само на албански, па ако не му се одговори, ќе заврши во полициска станица со пријава. Ќе произведе проблеми кога еден полковник албанец ќе му даде наредба на војник македонец и овој нема да знае што да прави. Ќе произведе проблеми кога ќе се појавите во болница кај лекар албанец.
Ќе произведе проблеми кога ќе отидете во банка или во пошта да си ги платите сметките. Ако не можете да се разберете, ќе се вратите дома со неплатените сметки. Ќе произведе проблеми во социјалните политики, во образованието, во здравството и во многу други сегменти на општеството. Драги пријатели, кантонизација, што значи тоа? Дали некому и дали на Заев му е целосно јасно што значи кантонизација? Кантонизација значи создавање држави во држава. 5 или 6 помали држави во границите на Република Македонија, но со ингеренции како што ги има сега Република Македонија, минус, да речеме, надворешната политика, валутата и минус армијата. Се друго би се пребацило, би се префрлило на решавање на новите влади на кантоните. Тоа значи дека кантонот овде во Тетово ќе решава за се друго, освен за денарот, зашто ќе решава Народната банка, за армијата и за надворешната политика, дали Македонија во Обединетите нации ќе гласа за Израел или за Палестина. За се друго ќе решава владата на кантонот тука, и за здравство, и за полиција, и за се. Сите надлежности на полицијата би се префрлиле на кантонот. И што е најопасно, имајќи во предвид дека во нашата држава, во оваа фаза на развој, се уште има радикални структури и ќе ги има уште еден извесен период, веројатно, додека Македонија не стане членка на ЕУ и НАТО. Она што е опасно е што секој кантон, секоја федерална единка, во основа, секаде во светот, има право нивната влада да донеси одлука за распишување на референдум за граѓаните да се произнесат дали тој кантон сака да продолжи да биде во Македонија или сака да се одвои, да се отцепи и да се припои кон друга држава. Нам тоа не ни треба. Ние си имаме суверена, унитарна држава, имаме соживот, да, имаме понекогаш проблеми, но ги решаваме преку диалог, преку разбирање, преку дискусии, бараме решенија на сите проблеми. Кантоните нема да ни го решат проблемот. Кантоните ќе не закрват. Кантоните ќе ни го влошат со животот. Тоа не ни треба. Тоа не е добро ни за македонците, ни за албанците, ни за турците, ни за ромите, ни за бошњаците, ни за србите, ни за власите, ни за муслиманите, ни за христијаните, ни за никој. Имаме суверена држава до која тешко дојдовме. Векови има зад нас на пролевање на крв за да се дојде до денешната независност, слобода и државност. Не ни треба некој да му даваме можности да не ја растура државата. И затоа на 11 декември народот одлучно, референдумски, историски најмокно ќе го прокнижи 10-тиот изборен пораз на СДСМ, за да им каже дека сака силна, економски мокна, суверена Република Македонија, а не кантонизирана, федерализирана, со лажги, со нереални ветувања и со некој друг однадвор да ни мести влади и премиери. Драги пријатели, ова се избори кои што не случајно ги нарекуваме историски. Ова се референдумски избори. Има тежина како да има референдум. Затоа што одредуваат во кој правец ќе оди државата. Дали ќе оди во правец да биде унитарна како сега, суверена, да зацврстува, економски да јакне, да доаѓаат нови фабрики како што доаѓаат во последните години, како што овде во Тетово дојде Леар и веќе вработи 500 луѓе, ќе вработи 2500 луѓе, како што дојдоа нови фабрики во други општини низ Македонија, или да одиме во правец, прво да се мачиме со изедначувањето на јазиците и да се разбереме меѓу себе, а потоа преку создавање на федерални единки и кантони. Јас знам дека тоа не го посакуваат и гласачите на СДСМ овде во Тетово, затоа што тие се свесни што им следува
откако ќе се создаде кантон. И уште колку години ќе живеат во Република Македонија, а каде ќе живеат и во која држава потоа. И затоа знам дека тие луѓе нема да дозволат да се кантонизира Македонија. Тие овој пат на нивното раководство нема да му дозволат да ја води таа политика во иднина. И на 11 декември нема да им ја дадат поддршката. Тие можеби ќе останат гласачи во иднина на СДСМ, можеби ќе останат членови на СДСМ, но тие треба да живеат во овој кантон ако се создаде тука, а не Заев. Тие треба да гласаат на референдум за отцепување и тие еден ден во наредните 5, 10 или 15 години треба да се соочат со една нова реалност и да се соочат со нови пасоши, со нови лични карти, со нови имиња и така натаму. Затоа, драги пријатели, јас знам дека и гласачите на СДСМ и нивните членови овој пат ќе бидат внимателни. Останувајќи си членови на СДСМ, овој пат ќе се воздржат од давање поддршка за една ваква политика, на еден ваков човек кој сака да ги носи во ваква насока. Почитувани пријатели, на овие избори носиме две одлуки. На овие избори се носи одлука за тебе, за твоето семејство, за тоа за какви проекти ќе се гласа, во смисла на сите оние проекти што ги има во новата програма на ВМРО, ДПМН и коалицијата од една страна, или пак оној памфлет што го нарекуваат план за живот од СДСМ. И јас знам дека секој кој ќе ги прочита двете, нема да има дилеми. Јасна е работата. Но и секој еден кој можеби нема да ги прочита и само ќе размисли за историјата на двете партии, што правеше СДСМ кога беше на власт, што градеше, што исполнуваше, како ја намалуваше, односно не ја намалуваше невработеноста, ја зголемуваше. И што истото го правеше ВМРО, ДПМН и коалицијата кога е на власт. Доволно му е јасно што овие тимови економски предсе ќе прават во наредните години. Затоа велам, едната одлука е за тебе, за твоето семејство, за работни места, за субвенции во земјоделие, за нови училишта, за реконструкција на училишта, за нови патишта, за нови водоводи, за нови еколошки проекти, за нови канализацијски мрежи, за нови проекти кои што ќе го подобруваат животот на сите граѓани, независно на нивната етничка припадност, независно на нивната верска припадност, независно на нивната партиска припадност. Но втората одлука е одлука за Македонија. Во кој правец ќе се движи Македонија? Дали како унитарна и суверена држава, економски се помогна, држава која е тргната и сигурно ќе заврши во НАТО и во Европската Унија, или пак во правец на нејзино цепкање, раздвојување, делење. Еве гледам денеска некој председател на Сдружение на диаспората на албанците го прогласиле Заев за месија на албанците, затоа што ќе прави од двојазичноста на цела територија и кантонизацијата на Македонија. Драги пријатели, тој и самиот преходно и меѓу македонците сакаше да се прикажува како месија. Говореше дека Господ го црпнал од нива и го донел да ја спасува Македонија. Јас ви кажав пред неколку дена, ниту него Господ го црпнал, ниту тој ќе ја спасува Македонија. Заев е само еден обичен измамник и ништо повеќе од тоа, но и опасен, затоа што знае да се здружи со надворешни фактори и центри и за да се оствари личната цел да стане премиер, спремен е да се договори на се и да прифати работи што се спротивни на државните и на националните интереси на Република Македонија. Затоа, драги пријатели, на 11 без дилеми, без размислувања, иако изгледа дека можеби ова што сега се случува,
создава некаква дилема. Всушност, едноставен е изборот. ВМРО направи многу работи и многу ќе направи. Го донасе леар овде во Тетово. Се отвораат нови 2500 работни места. Ќе се донесат и други компании и нови работни места ќе се отвораат. Реконструиравме преку 40 километри регионални патни правци во оваа општина, во вредност од 290 милиони денари, меѓу кои патот Тетово-Јажинце, патот Мала Речица Боговиње, патот Тетово-Брвеница Чегра-Негостивар и патниот правец Тетово-Фалише. Во Тетовско доделени се околу 400 милиони денари за субвенции за земјоделието. Извршивме реконструкција и санација на повеќе основни и средни училишта, меѓу кои Гоце Делчев, Киро и Методи, Релиндија, Киро Печиновиќ, Моша Пијаде, 8 септември и повеќе други. Се изградија повеќе спортски сали, околу 8 спортски сали во средните и во основните училишта во целата општина. Изградивме и опремивме фудбалско игралиште со вештачка трева во Тетово. Изградени се 2 нови објекти за амбуланти во населените места во Желино, во Вејце. Извршена е реконструкција на Центарот за култура Илјо Антевски смок. Поставена е нова термотехничка инсталација, извршено е и реновирање на интериерот. Изграден е комплетно нов објект на диагностичко-ургентниот центар во клиничката болница Тетово, во вредност преку 5 милиони евра. Инсталиравме и пуштивме во употреба нова медицинска опрема овде во тетовските јавни здравствени установи. Се донесе ангиограф, за да им се помогне на луѓето што имаат срцеви удари и за кои што се е потребен ангиограф. Направени се веќе над 600 интервенции, компјутеризирана томографија, магнетна резонанца, остеодензитометар, кардиолошки ехоапарати, гинеколошки 4D ехоапарати, инкубатори и многу друга најсовремена опрема во вредност од над 6 милиони евра. За Тетово се обезбедени 3 нови најсовремени медицински возила за подобро функционирање на итната помош. За подобар електроенергетски систем во Тетовско изградени се и 2 делници од далеководот за струја Вруток Тетово, инвестиција вредна 3 милиони евра. Но предвидени се и многу други работи во новата програма. Ке извршиме реконструкција на 2 регионални патни правци во вредност од 1 милион и 400.000 евра. И тоа патот Сарај Грубчин Тетово, патот Тетово Попова Шапка. Дополнително ќе санираме 4 свлечишта на регионалниот пат Тетово Попова Шапка. Ќе се изгради нов модерен скијачки центар Попова Шапка, каде АДЛМ во 2016 започна со реализација на првата фаза од проектот и вклучува изградба на најмодерна 607 жичарница со должина на трасата од 1420 метри и капацитет за транспорт до 2400 скијачи на час, пошто ќе се зголеми дневниот капацитет на скијалиштето на 3150 лица. Се предвидуваат и други работи на ова место и на овој скијачки центар. Предвидени се уште многу проекти. Предвидена е изградба на филтер станица за пречистување на водите за пиење на реките Пена и Студена река во вредност од 1 милион евра. Предвидени се многу проекти, како и реконструкција на многу улици, најсовремена опрема нова за клиничката болница и редица други проекти што ќе го подобрат квалитетот на живот на тетовчани и на сите што живеат во околината. Но преходно потребно е едно громогласно излегување на 11 декември за окружување на бројот 1, број 1, Владко Ѓорчев, Владимир Ѓорчев, ВМРО ДПМНЕ, Коалицијата за подобра Македонија. Да живее Тетово! Да живее ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија! Да живее Македонија!